Дојдовте во уште една училница. Најпрво да ви се представам, моето име е Росета Попризова, наставник по биологија. Денес ќе се запознаеме со уште една наставна содржина предвидена по програмата за 7 оделение, а тоа е одржливо живење. Што ќе научиме од денешната лекција? Ќе научиме или ќе се потсетиме што е биосфера, што е екосистем, што допринесува ефектот на затоплување и кој го предизвикува, што е тоа одржливо живење и како можеме да допринесеме за одржливо општество. Што е тоа биосфера? Биосферата е целокупниот простор околу планетата Земја. Водите, површините на карпите, почвата и нејзините наслојки, воздухот кој е населен со живи организми. Во овој простор секој жив организам има своја животна средина во која има услови за свое опстојување. Еве ви дадени слики за нашата биосфера. Што е екосистем? Животната заедница, уште наречена биоценоза, е во тесна врска со биотопот или живеалиштето, со кој создава една целина која е наречена екосистем. Во еден екосистем, помеѓу различни видови на живи организми, како и помеѓу живите организми и неживата природа, се вршат неколку значајни процеси кои во екологијата се дефинираат како односи на исхрана, кружење на материја, протекување и претварање на енергија и развој и еволуција на екосистемите. Ефект на затоплување. Земјата е обкружена со слоеви гасови. Овие слоеви се нарекуваат атмосфера. Ефектот на стаклена градина е природен процес. Атмосферата заробува дел од топлинската енергија на сонцето. Ова ја загрева земјата за да може да има живот на неа. Главни гасови на стаклена градина се водена пареја, јаглероден диоксид, метан и азотен оксид. Тоа се работи кои ги учевме во 6 оделение по предметот природни науки. Овие гасови го нарушуваат озонот кој представува природен филтер кој спречува на површината на земјата да стигнат големи количества ултравиолетови зраци кои имаат општо негативно влијание врз животната средина. Еве ви слика дадена во која што е прикажан озонскиот слој. Денес во атмосферата се испуштаат големи количества јаглероден диоксид како резултат на човечките активности како што се согорувањето на фосилните горива, електричните централи, како и се поголемата употреба на превозни средства што испуштаат јаглероден диоксид како издувен гас. Јаглероден отпечаток е трага во животната средина предизвикана од ефектот на стаклена градина. Еве ви неколку слики кои ја загадуваат животната средина. На првото ви се представени и на втората издувни гасови од електроцентрали, а на последната од сообраќајот. Одржливо живење. Човекот како несовршено живо суштество е составен дел од биосферата. И за неа како и за останатиот жив свет важат истите природни законитости. Ако тој од животната заедница го зема само вишокот што таа може да му го даде, помеѓу него и животната средина владее така наречена еколошка рамнотежа. Но за жал денес ги користиме само природните богатства. Користиме вода за пиење, воздух, јаглен и дрва за огрев, земјени површини за патишта и слично, а не допринесуваме доволно за обнова на дрвјата, чиста вода или за чист воздух. Градењето одржливо општество е долг процес во кој секоја единка треба да придонесува со своето однесување и со подстапките во насока на зачувување, одржливост на сите добра на земјата и живиот свет. Досегашното живење често предизвикува катастрофи токму затоа што потребите на луѓето се премногу големи, а природата е исцрпена и уништена. Тоа се ученици некои работи кои треба да ги научиме во денешната лекција.
И уште, средината во која живееме има свои граници што треба да ги почитуваме. Тоа се совети за сите нас. Треба да размислиме и за следните генерации да имат неопходни услови за живење. Еве некои слики како треба ние да се однесуваме спрема нашата животна средина, како треба да изгледа нашата планета Земја. Ви благодарам на вниманието.